Тарвари, добар ден. Дали се подготвувате за влез во новата влада и за кога е закажана следната средба со Христијан Мицкоски? Следната средба ќе биде со работните групи и тоа јас се надевам утре и среда ќе продолжат разговорите. Начелно ја мислам дека веќе имаме влада во доаѓање и се надевам дека од 1 до 5 јуни ќе имаме нова влада на Република Македонија. Кои места ќе инсистирате да ги добиете во идниот владин состав? Генерално не е разговарано воопшто за кадровски решенија и за поделба на ресори, освен за програмата е усогласена, кои се најбитните точки на следното владење. И тоа ќе се базира врз 3 столба. Првата е евроинтегративниот пат на Македонија, втората е бескомпромисна борба со криминалот и корупцијата и правна држава, и третата точка е економски развој на државата. Овие се трите столба на договорот меѓу ВЛЕН и ВМРО-ДПМН. Видите, ја не можам да кажам ништо кога ништо не е разговарано за тоа. Се надевам дека набргу работните групи ќе седнат прво да усогласат програмите на двете коалиции, едната е ВЛЕН, другата ВМРО-ДПМН, и после тоа ќе биде втора етапа кога ќе разговараме за кадровски решенија. Јас се надевам за една недела, 10 дена ќе почнеме и за тоа да се разговара. Во меѓувреме сигурно ќе се подготвуваат екипите, тимовите и ќе видат до кај сме и како сме за поделбата на министерските ресори па и директорските места. Там нормално, дефинитивно, не се ни дискутира тоа, нормално дека и ние би сакале да покажеме дека албанскиот дел на владата која што ќе владее следните 4 години, знае и умее да владее со добри кадри кои што се пред се професионалци. Кои се вашите услови од кои што нема да отстапите за да влезете во новата влада? Па кажав, трите столбови тие се трите главни работи за кои што ќе инсистираме. Значи, интегративниот пат на Македонија е несомнено дека треба во тој правец да се работи и ќе работиме интензивно за да се изнајде решение, што побрзо толку подобро. Правната држава, дефинитивно и тоа е многу битно и за тоа ќе се залагаме максимално колку што можеме. Борбата против криминалот и корупцијата ќе биде безкомпромисна, тоа сигурно го тврдам. Затоа сме усогласени без пардон за никого, било кој да е, дали од ВЛЕН, од ВМРО, од СДСМ или од ДУИ, било кој што злоупотребил ќе треба да одговара. Само со тоа може да пораснеме кредибилитетот на идната влада и луѓето да ни веруваат дека навистина сериозно размислуваме за реформи во државата. Деполитизација на институциите и враќање на довербата во институциите на системот, и тоа е многу битна работа. И во меѓувреме децентрализација и економски развој на државата мора да покажеме барем првата година, и тоа до локалните избори, бидејќи октомври идната година повторно ќе гласаме. Така да мора да ја вратиме довербата на луѓето во институциите на системот. Како ја коментирате изјавата на Али Ахмети дека се втора сила во земјата, дека на државата и треба стабилност и иднина, како и дека играта се уште не е започната? Господинот Ахмети, ја му посакувам сега успешна опозиција. Една партија не е партија ако не е во опозиција. Таму се 9 партии, не е само господинот Ахмети. Така да ја му посакувам да ги задржи прво коалиционите партнери, бидејќи веќе има најави дека одредени политички партии можат да се движат кон владата. Ја се надевам дека господинот Ахмети е свесен дека добро е и за државата, и за албанците, и за општеството генерално еден период да бидат ослободени од ДУИ, и им посакувам убаво опозиционерство, и со него ќе се видиме повторно на локалните избори, ама сега ние ќе организираме избори, ќе видиме колку вредат и колку тежат на вистина. Ахмети пред некој ден со документ за така наречена платформа, која наводно е подпишана од сите, дека ниту една албанска партија нема да прави коалиција со македонска партија, ако не се согласи на измена на уставот. Ваш коментар за сето ова? Господинот Ахмети знае секогаш да злоупотребува
вакви работи, да каже и информации и дезинформации. Првата точка на меѓупартискиот договор е Европскиот пат на Македонија. Господинот Ахмети по се изгледа сака он да биде во влада, безусловно, и не е навикнат да биде опозиција. Ама сега ќе го научиме еден период да седи тивко, да гледа, да критикува кај што мисли дека не е добро, а и негови одредени функционери, ако злоупотребиле, да излезат пред правда. Нема потпишан договор, има договор меѓу нас кога сме разговарали. Нели, ја разговарав тогаш и со господинот Ахмети, зборам за декември некаде 2020 година, и со опозицијските партии, тогаш беа само ЛЕН, така да господинот Ахмети го знае нашиот став и ние го знаеме неговиот став. Не му дозволивме еве 7 години, односно 20 години збори ЕУ, никаде со евроинтеграции. Сега имаме шанса ние да му покажеме како може најбрзо и најдобро да се влезе во Европската Унија. Во програмата на ВЛЕН се вели, ќе изградиме консензус за еден нов устав кој што ќе ја редефинира земјата како една држава на двете мнозински заедници, но со гарантирани целосни права и на малцинските заедници. Што мислите со ова? Дали ова ќе значи еден вид федерализација на државата? Ние сме го кажале, тој и повторно ќе повторам, господинот Пендуаровски, сега веќе бившиот председател, пред една година кажа дека е заинтересиран за нов устав. И ние сме, меѓутоа, за тоа треба поширок општествен консензус и политички консензус. Ако има интерес од сите страни да отвориме и да направиме нов устав, тука сме. Ако не, ќе продолжиме со овој, додека се створат услови за да двете поголеми етнички заедници во Македонија да седнат и да констатираат дека навистина ни треба нов и подобар устав за државата. Па нема врска федерализација, нас ни треба децентрализација добра, не федерализација. Ние сите зборуваме за интеграција во Европската Унија, од друга страна зборуваме повторно за сегрегации. Јас сум повеќе за интеграции, така да ни треба добра децентрализација, а не федерализација. И за крај, во програмата велите ќе се залагате албанскиот јазик да биде втор државен јазик на цела територија, за формирање на албанска банка, формирање на национален совет на албанската дијаспора, Албанската академија на науки и уметности, меѓуалбанска интеграција во било кој неполитички сектор. Сметате ли дека ВМРО ДПМН ќе биде подготвено сето ова да го прифати? Сето ова убаво е да се разговара, што може да се направи. Банкарскиот систем е комплетно под контрола на само македонци. Ја мислам дека не е лошо и да се размисли во овој правец. Ману е некако, да кажам, друштво во кое што примаат само кој им одговара. Така да има едно здружение на професори албанци кое што веќе функционира како невладина организација. Така да доколку Ману е подготвена да ги отвори вратите за луѓето кои што заслужуваат, а не за луѓе кои што се подобни за нив, ја мислам тогаш нема потреба. Меѓутоа, ако продолжи со вакво функционирање, селектирање на луѓе подобни за нив, мислам дека супримираме други луѓе да работат во нивните пензиски денови, да работат за науката, да допринесуваат за уметноста и така натаму. Така да сите овие работи се отворени и треба да ги дискутираме меѓу нас. Таравари, благодарам за разговорот за Гласот на Америка.